Брз вовед на сите Microsoft 365 алатки. Што е Microsoft 365 и која е разликата измеѓу Office 365 и Microsoft 365? Со новата измена која се случи на 21 април 2020 година, Office 365 веќе не постои како посебен пакет. Односно, сите Office алатки кои ни се познати се уште се тука, само се ребрендирани под Microsoft 365 во поголем пакет кој вклучува Windows 10, менаџирање предпријатија и безбедност. Алатките за повеќето од нас не се само секојдневие како домашни корисници, туку и примарни алатки за водење на нашата компанија, фирма или училиште. Порано Office софтверот се купуваше физички на медиум, за да може да се пренесе до корисникот, но и беше во наша собственост, односно можевне да го инсталираме на секој компјутер и немавне потреба од интернет. Денеска тие алатки се достапни како SaaS сервис, овозможени од облак. Последниве неколку години светот почна масовно да мигрира во облак или да користи вакви сервиси со претплата каде се купуваат или изнајмуваат алатки како лиценца за користење на одреден временски период. Облакот, односно Cloud, е голема мрежа на машини кои меѓусебно се поврзани и му овозможуваат на корисникот пристап до одредена услуга инсталирана на друг компјутер и користи туѓа меморија, процесори, хард дискови и сличен хардвер кој се наоѓа во друг регион, држава или зона за кој ние немаме потреба да го одржуваме, обновуваме или надградуваме. Односно го користиме Office како сервис на кој се претплаќаме. Сличен пример на ваков сервис се Gmail, Netflix и слично. Придобивката од користење на клауд сервиси е огромна. Софтверот е многу поевтин, секогаш се користи најновата верзија, закрпа и заштита за безбедност, не зафаќа простор. Ако се споделуваат документи, доволно е да се сподели линк од документот без да се препраќа измеѓу корисниците. Исто така, софтвер кој живее во облак веќе нема потреба од голема процесорска сила и простор. Пример, видеоигрите. Видеоигрите веќе се изнајмуваат како филмови со инстантен пристап, без инсталација, без да зависат од уредот со кој пристапуваме до услугата. Друга придобивка која е омилена измеѓу корисниците е складирањето. Се што работиме се синхронизира на секој уред. Пример, порано кога ќе посакавне да споделиме слика, прво требаше да ги извадиме сликите од нашиот уред со кабел. Microsoft 365 за домашни корисници. Личен. Лиценца за еден корисник на 5 уреди. Основните алатки се достапни онлайн и можат да се инсталираат како апликација. 1 терабајт простор на клауд. Фамилиарен. Лиценца за 6 корисници. Секој корисник може да ги користи основните алатки на 5 уреда. 1 терабајт простор на клауд за секој корисник поединечно и опција за фамилиарна безбедност каде може да се регулира кој, колку и кога може да го поминува времето пред екран. Office дома и студентски план. Еден корисник на еден уред. Ова опција овозможува купување наместо месечна претплата за користење. Студентски план, односно Microsoft училишен едукативен план, е бесплатна верзија на Office алатките за студенти и наставници, каде се регистрираме со школска адреса и ни се овозможува пристап до сите основни алатки, вклучувајќи го и Teams за учење од далечина. Овозможена е и школска синхронизација во која ни се интегрирани Office алатки, групи училишни материјали и бележници, системи за студентски информации и слично. На училиштата им се овозможени следниве лиценци. А1 овозможува само онлайн верзија од основните алатки заедно со алатките за соработка. А3 овозможува и онлайн и да се инсталираат алатките. И А5 лиценца овозможува Power BI и менаџирање безбедност. Microsoft 365 за бизнис корисници. Основен, алатките се достапни само онлайн, Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint. Стандарден. За разлика од основниот пакет, алатките се достапни и онлайн и како апликација. Дозволено е корисниците да ги користат до 5 уреди, вклучувајќи ги и алатките Bookings и MailIQ за следење на изминат пат. Премиум ги овозможува сите алатки, вклучувајќи и заштита на податоци и Intune.
Апликации за бизнис. Сите алатки се достапни, не се вклучени Teams и Бизнис пошта. Бизнис корисниците, за разлика од домашните покрај тоа што ги вклучува сите апликации, доаѓа и со клауд сервиси кои овозможуваат заштита, антиспам и антимолвер филтри. Соработка измеѓу корисници во безбедна клауд околина, енкрипција и менаџирање на документите кои ги создаваме во офис алатките и пораките од e-пошта. Исто така блокирање на информации кои не треба да излезат во јавност без претходно барање за идентификација на корисникот. Бизнис пакетот е наменет за мали компании до 300 корисници. Microsoft 365 планови за Enterprise корисници. E3. Сите основни и бизнис алатки и интелигентни плюс клауд сервиси. E5. Ги содржи сите апликации како E3, но во безбедна околина, малвер заштита плюс систем за телефонија. F3. Основна лиценца наменета за работниците од прва линија, каде вклучува само онлайн верзии од Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote и Outlook. Овој пакет има плюс алатки кои се наменети за поголема организација или компанија. Power Automate, My Analytics, Power Apps, Power BI, Bookings, Planner, Stream, Yammer, To-Do, Forms, List, Sway. Microsoft 365 алатките можат да се користат како мобилна апликација, да се инсталираат на компјутер или да се пристапат како сервис онлайн преку пребарувач. Word – апликација за обработка, уредување и печатење на текст. Excel – алатка која има вградени формули за обработка на податоци, распоредени во редови и колони и овозможува да се манипулираат и пресметуваат финансиски податоци, статистики, датум, време и слично. PowerPoint – алатка за создавање на презентации со текст, аудио и видео содржина. Access – систем за создавање, управување и одржување бази на податоци. Погоден за развивање на софтвер и управување основни бази на податоци или големи бизниси, каде можеме да креираме и да управуваме форми, бази визуелно со интерфейс. Publisher – алатката е достапна како Windows апликација. Се користи за едноставен дизајн на објекти, односно претворање на слики и текст во етикети и наслови, но и за покомплексни изработки како постери, брошури, билтени, деловни картички, честитки и слично. Бизнис пакетот ги вклучува сите апликации од основниот пакет, но со додатни клауд сервиси кои се наменети за мали компании како Exchange, SharePoint, OneDrive, Intune, Hype и Teams. SharePoint видна веб платформа која наликува на WordPress, Squarespace и Google Drive, но со побогати опции. SharePoint е интранет портал каде можеме да создаваме интернет страници и да ги објавуваме за полесна тимска соработка и комуникација. Место каде се собираат и споделуваат документи, водат блогови, задачи, дискусии или менаџира секаква веб содржина во затворен круг. Тоа значи само корисници со регистрирана Microsoft 365 сметка можат да пристапат до содржината и да соработуваат истовремено и заеднички на документ со максимална големина од 100 гигабајти, но и да се складираат, исто како на OneDrive. Разликата е во тоа што SharePoint е за јавна соработка, додека OneDrive е за приватна употреба, односно OneDrive е всушност еден дел од SharePoint за лична употреба. SharePoint ги има истите опции како остатокот од алатките кога станува збор за синхронизација, споделување, работа и поддршка на документи. Во кратки црти речено, кога работиме во Teams, Yammer или споделени документи на Outlook групи, SharePoint е тој што работи во позадина и ни го овозможува тоа. Поедноставно речено, Teams и SharePoint се одраз еден на друг, но со една мала разлика. SharePoint ја води примарната улога и има корпа за отпадоци.
Односно, корисникот работи на исто место само под различен интерфейс. Пример, ако се избрише нешто од едно место, исчезнува и од другото место. Па ако сме избришале нешто во Teams, можеме слободно да отидеме во SharePoint, да ја побараме корпата за отпадоци и да ги вратиме документите назад. Како новост во SharePoint сега е овозможено и машинско учење. Односно сервис кој користи вештачка интелигенција и се вика SharePoint Syntax. Овој нов сервис овозможува автоматско ловење на метадата од документите кои ги создаваме преку Office 365, односно се препознаваат синтакси кога ќе ни требаат и се вадат од делови од документи спремни за употреба во други сервиси како Search или Power Automate. Ова нова опција функционира само под предпријатриска и академска лиценца, односно треба да се плати посебно како додаток за да може да се користи. Exchange – бекенд сервер за бизнис класи на e-адреси и календар кој работи само на Windows сервер. Се уредува преку админ центар каде се местат поштански сандачиња, групи, ресурси, полиси, контакт листи, предупредувања, известувања, менаџирање за потреби, враќање на податоци и планирање на миграцијски стратегии. Intune – сервис кој е наменет за мобилни уреди и апликации, овозможува менаџирање и создавање на полиси за автоматско превземање и инсталирање на апликации кои ни се потребни. Заштита на податоци на сите уреди со автоматско превземање на нови закрепи и обнови, целосна контрола кој и кога може да има пристап до нашата мрежа или ресурси. OneDrive е простор за складирање на податоци во облак, односно е вид на хард диск во клауд поврзан со нашата Microsoft сметка, каде се овозможува синхронизација на податоци од хард дискот од домашниот компјутер со тој во облакот, кој е достапен на секој можен уред на кој се имаме најавено. Исто така можеме да си работиме и исклучени, па подоцна да си ги синхронизираме документите во клауд. OneDrive се користи за лични потреби или кога се споделуваат документи во приватен разговор пред да се направат јавни за тимска соработка надвор или во SharePoint. Иако слични, разликата од SharePoint и OneDrive е во тоа што OneDrive не содржи метадата. Метаподатоци се податоци кои ги сочинуваат еден документ, односно тоа се информации кои се користат за опис за податоци содржани во една интернет страница, песна, слика, документ и слично. Пример, еден документ може да содржи кој е авторот, датум, верзија, големина или други клучни зборови за опис. Teams – платформа за комуницирање и соработка преку еден хаб од дома и работа. Овозможува испраќање и добивање на пораки, трансфер на секакви документи и податоци, воспоставување на обични видеоконференцијски повици и повици за декларирани соби со специјални уреди за одржување на видеоконференција, исто така VoIP телефонски повици, каде се овозможуваат традиционални телефонски разговори со корисници. Microsoft Teams ќе биде новата алатка која ќе го замени Skype. OneNote – алатка со која создаваме белешки, односно бележиме и собираме информации кои содржат текст, слики, цртежи, табели, аудио снимки и слично. Алатката ни овозможува соработка на повеќе корисници наеднаш. Azure Information Protection – IP решение базирано на клауд кое им овозможува на организациите лесно управување со права, означување, класификација и безбедност на податоци од една централна и лесно пристаплива локација, односно Office 365. Мобилни апликации на Android, iOS, Apple, Windows, Directory Synchronization сервиси, Active Directory, SharePoint, Exchange, сите поврзани на едно место. Овој пакет овозможува додатни алатки, некои се дел од личната и од бизнис лиценцата. Главната цел е подобрена соработка помеѓу корисници или големи компании. Bookings овозможува закажување на термини, има интеграција со календарот од Outlook, достапно е преку пребарувач и апликација. Forms
Овозможува создавање на анкетни прашања и квизови, каде крајните резултати се прикажуваат во графици кои можат да се споделат и да се интегрираат во Outlook, Teams, OneNote и остатокот од алатките. Свеј. Овозможува малку поинаков начин на споделување на информации. Односно, можеме да раскажеме дигитална приказна од нашите стари слики, презентации, извештаи и слично со ново додаден визуелен изглед. Лист. Алатка за создавање на листи за следење на распоред, тек на работа, проблеми, средства и слично. Може да се интегрира во Excel, Power Apps и Teams, да се споделува со или за известувања кои сами ќе се активираат. Power Automate. Алатка која им овозможува на корисниците да создадат работен тек измеѓу апликации за да се синхронизираат документи, добијат известувања или се соберат податоци. Ова интелигентно клауд решение користи активатори и акции за создавање на синџирна домино реакција во работен тек каде нешто рачно се повторува и одзема работно време од корисникот, односно нема да има човекова интервенција. Планер. Многу едноставна алатка која овозможува планирање на лична или поголема соработка на проектна активност. Power BI. Бизнис интелигентна клауд алатка која помага со визуелна анализа и организација на податоци од Excel или други извори на податоци со помош на вештачка интелигенција. Power Apps. Пакет од апликации за развој кои овозможуваат создавање на апликации без да се има потреба од кодирање. Односно, со мало познавање можеме лесно да создадеме апликации од готови теркови. My Analytics. Како корисници, сите секогаш не сме организирани кога работиме со документи. Пример, кога како тази вработен би завршиле во компанија каде некое инфо што ни е потребно не можеме да го најдеме, бидејќи колешката што го има создадено не е веќе во компанијата или едноставно не знаеме што како било организирано и именувано. Со My Analytics тоа веќе не ни представува проблем, бидејќи наоѓањето документи, податоци или информации е лесно, брзо и многу детално. Да стане алатката целосно ефикасна, потребно е да се пополни кориснички профил исто како кога се пополнува Facebook, Twitter, LinkedIn и слично. Машинско учење го превзема останатото, односно вештачка интелигенција учи, извршува и генерира прегледи од нашите работи, комуникации, споделување во и вон работно време, на чат, во групи или приватно по пошта, проектни активности или моментална работа во Microsoft 365. Кој го започнал проектот? Од кој работно место е или одел, одсек, училиште, предмет, име, презиме и слично, каде сумира на една страница која ќе ни се најде кога ќе ни треба нешто итно. Пример, доаѓаме на ново работно место. Доволно е да се пише на search тоа што не интересира, за да се запознаеме и да продолжиме со дадена работа, проект. Или едноставно сакаме да си ја подобриме работната рутина, навики, фокус и продуктивност преку аналитичките извештаи што ги генерира My Analytics од последните 4 недели од тоа што како работиме и комуницираме. Но како секоја моćна алатка и ова може да се нарече меч со две острици. Пример, ако ни се додели предплата, каде не сме главни администратори, не треба само да сме свесни дека се што работиме оди низ филтер, туку и ако сите корисници се под 1365, корисниците ќе можат да си се пребаруваат, читат, превземат материјали и слично, бидејќи сите се една компанија, училиште или мрежа. Некои алатки им треба дополнително лиценцирање, а некои се вклучени како додатоци во Microsoft 365. Project. Алатка која овозможува менаџирање на проекти со закажување, доделување ресурси, буџет и анализа, достапна како апликација за инсталирање или преку пребарувач. Whiteboard. Училишна табла која овозможува заедничка соработка и споделување на идеи. Овозможува истовремено пишување на таблата и користење на линијари, боички, шпенадли, да се внесува готов текст или објект. Визио. Алатка за создавање на диаграми во форма на графикони, временски рамки и слично.
Editor, додаток кој сугерира граматички поправки во пишан текст напишан во Outlook или во Word. Fluid овозможува соработка на табели, документи и листи кои можат да се преместуваат и функционираат измеѓу други апликации кои имат сосема друга намена. Пример, табела да се пополнува во e-пошта, во чет или слично, што досега ни требало алатка за таква намена. Исто овозможен е и превод во живо на секој учесник кој работи на споделен Word документ. Project Cortex Премиум 365 опција за бизнис и ентерпрајз претплатници за повисоко ниво на работа со помош на вештачка интелигенција, каде со маштинско учење и копање на информации во организација која се служи со Microsoft 365 алатки, подобрува работа во пребарување My Analytics и SharePoint, каде класифицира и организира податоци. Може да препознае над 10.000 атрибути во текст, PDF, JPG, разговор од вработени митингс и слично, каде според добиените информации генерира до корисникот страница, каде се што ни било потребно е презентирано на едно место. Project Cortex моментално е во Private Preview и тестиран од страна на компании и организации, ќе е достапен до крајот на 2020, односно почетокот на 2021 година за сите корисници. Mile IQ – алатка за следење на нашиот изминат пат. Кајзала – апликација за испраќање мултимедијални пораки преку телефон. Поздрав!